Добар ден, почитувани, го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Денес се почесто се зборува за менталното здравје кај децата. Дали тоа значи дека има повеќе проблеми од порано или дека почнуваме да ги препознаваме навреме? Постои убедување дека лошото ментално здравје кај децата значи и лошо родителство. Точно ли е тоа? Може ли добар, грижлив родител да има дете со психолошки потешкотии? Какво е влијанието на современиот притисок со кој растат децата? Кога е време да се побара стручна помош и што навистина значи посетата кај детски психијатар? За се тоа денеска зборуваме со професор доктор Насер Дурмиши, детски психијатар. Останете на Телма. Како изгледа прегледот кај детски психијатар? Ке го прашаме професор доктор Насер Дурмиши, детски психијатар, односно психијатар за деца и млади, инаку професор на Медицинскиот факултет на Штоловиот универзитет и дел од одделот за детска психијатрија при Универзитетската клиника за психијатрија. Професоре, добар ден, добре ни дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци. Добар ден, ви благодарам на повикот. Се почесто се зборува за менталното здравје кај младите. На што се должи тоа? Дали проблемите се почести во однос на порано или пак можеби повеќе ги воочуваме и повеќе сме свесни за нив денеска? Да, тоа е феномен кој така владе во последните декади, да кажеме, каде што се има осет дека патологијата на таа возраст е позачестена, односно расте, а заправо вистината е комбинирана од све. Повеќе би требало да се збори можеби што превладува. Тоа дека ние ги препознаваме повише, ги идентификуваме полесно и диагностицираме почесто е сигурно дел од вистината која го зголемува бројот на навидом поприсутни диагнози од делот на детска и адолесцентна психијатрија, односно проблеми од менталното здравје. Меѓутоа не све и би кажал не поголемиот дел. Поголемиот дел е заправо на вистина зголемување на зачестеноста на таква патологија, односно таквите потешкоти во развојниот период на децата. И тоа е све резултат, според веќе влијателно мислење сите професионалци во светот, би кажал, као резултат на огромните промени во последните декади во стилот на живење воопшто на општеството, човештвото, нели? А децата и младите као посебно чувствителна категорија која највише тие влијанија ги чувствуваат директно на својата кожа, го манифестираат преку потешкоти во менталното здравје, односно на крај и диагнози од доменот на детска и адолесцентна психијатрија. Значи, а и револуцијата, дигитализацијата, огромното време кое се проведува и која мора да се проведува пред компјутери, пред дигитални системи, нели, што поради учење, што поради забава, сето тоа влие огромно на менталното здравје и на психијатриското здравје. А што со зголемениот притисок на кој што се изложени децата? Вела дека денеска децата и не може да бидат само деца. Да, притисоците се од сите страни, првенствено од самата потреба на нивниот стил на живење, нели? Значи, дури и она што е најбитно во нивниот живот, школувањето, значи образованието, во голем дел морало да се прилагоди на современите текови во светот, нели? Поради потребите кои се ставаат пред нив, значи дигитализацијата е работа која не може да се избегне, ниту да се прескочи. Мораме да поминеме низ неја, паметно е да направиме правила и некакви норми. Тоа сите општества сега се трудат, некои по така интензивно, некои малку побавно. Притисоци други се сигурно peer-to-peer, што се вика од својата генерација. Не можете вие да не знаете ништо за некоја игричка која се игра, ако сите во класот или оделението знаат за таа игричка, вие делувате као некој што не е во тек, не сте во тренд, нели? Автоматски тоа влијае посебно во тие возрастни групи каде што припаѓањето на групата, идентификувањето со групата е меѓу најбитните работи во животот на поединецот. Исто така притисокот на самиот развој на општеството, нели, каде што сите тие знаења треба да се приспособат, да се прифатат, да се воведат во својот начин на функционирање. Значи, притисоци има на мал милион страни, како би кажали, децата стварно се во така незавидна позиција, би кажал, во последните времења. Постои едно убедување дека лошото родителство резултира со проблеми во менталното здравје кај децата. Има ли вистина во тоа? Дали може посветен, добар родител да има дете со психолошки потешкоти? Секако дека родител кој не успева да биде доволно посветен, дека ќе има некакви реперкусии на функционирањето на детето, нели?
Меѓутоа, по друга страна, не значи дека ако детето е во присуство на родители кои се сосема посветени, кои точно знаат што да прават и како да прават, дека нема да имат проблеми од менталното здраве. Така да и двете категории се категории кои имаат потреба за да кажеме надзор над менталното здраве над своите деца. Меѓутоа, во принцип, да, родителите треба да се посветени, оти децата имаат секакви потреби. Во нивниот развој имаат секакви замки, нели, на кои родителите се свесни и може да помогнат во тој процес на зреење, созревање и растење. Меѓутоа, тоа не е гаранција дека детето сигурно нема да има никакви потешкоти. Самиот развој, дури да е под најнадгледувани услови на растење, подразбира стрес, подразбира соочување со проблеми, потешкоти и автоматски подразбира и одредени полесни или потешки проблеми со менталното здраве. Така да е неизбежно заправо. Тоа е дел од растењето и развојот. Кога е потребно да се однесе детето на детски психијатар, дали забележувате се уште кај родителите некакви предрасуди и оној страф од зборот психијатар, или е тоа нешто надминато? Да, сега, тоа е сегаш присутно е во многу по развиените општества од што сме ние, нели, значи таа предрасуда сегаш постои, меѓутоа битно е во која размерен ли, во која ниво и колку заправо смета во пронаоѓањето и барањето на решенија за проблемите кои постојат. Ние секако да имаме се уште доста влијание, иако веќе сме поминале големи, да кажеме, чекори сме направиле во тој дел еден огромен исчекор каде што више психолошкиот проблем, па и психијатрискиот проблем кај детето не е целосно табу тема, но дека стравот постои и предрасудата, тоа се две работи, нели? Стравот од психијатризација и од психијатрија и опрезот од тоа, значи дилемите се две разни работи. Така да стравот е нормално, кај секој родител сигурно ќе постои страв да се иде на било кој лекар, хирург, педијатар, ендокринолог, што годи да е, нели, па и психијатар као лекар, он е феномен на страв од медицина и медицински интервенции. Тоа е, да кажеме, нормално дел кој се подразбира. Меѓутоа, предрасудите кои ги инхибираат да бараат помош кога веќе е потребно тоа е веќе деструктивно, нели, влијание и одгодување на решението што кај нивните деца може да има многу поголеми последици отколку кога би се побарала помош. Пак ќе повторам, голем дел на општеството веќе не е свесно за тоа, но се уште има големи работи кои може да се направат во смерот на елиминирање на таа предрасуда и тој страв да се иде на лекар, па на психијатар посебно. А се случува ли покрај потребата се поде кај детски психијатар, сепак родителите да инсистираат консултацијата да направат кај психолог или пак кај едукатор? Да, сите тие ситуации се присутни, јасно, со тоа што се помалку има таков, да кажеме, ригиден отпор кој веќе се знае дека има некакви потешкоти, но секако дека има уште големи проблеми кои може да се решават. Вистина е дека се уште е присутен феноменот да родителите со детето само, родителите сами или у комбинација бараат помош на секаде, не само кај психолозите или кај педагозите и така, дури и алтернативни некакви канали на решавање на нивниот проблем, од оние алтернативни медицински пристапи до религиозни и до некакви кажеме културолошки ставови наследени од преашните генерации, нели. Све е тоа присутно, меѓутоа на крај кога сваќат дека ефектот не е таков, сепак се доаѓа на лекар. За разлика од порано, да кажам, кога не се ишло на лекар под никаква цена, нели? Сега сепак се иде на лекар, се иде на психијатар и се бара решението, нели? Но ќе повторам дека уште може многу да се направи во тој смер. Секако. Има се уште бројни дилеми и заблуди кои што се поврзани со детската психијатрија. Некој смета дека кај детски психијатар треба се однесе само она дете кое што има сериозни психолошки потешкоти. Каде е вистината? Па вистината е далеку од тој став, за жал, иако е влијателен тој став. Се уште, значи, на другата страна на целата вистина е заправо дека на психијатар треба да се иде што порано. Дури, јас сум изгледал на синтагма, најдобро да дојдете кај психијатар сосема погрешно, нели? Воопшто не сте ни требале, погрешно ви адресата, и да дојдете да сватите дека немате проблем, џабе сте дошле тука, отколку да се случи спротивното, нели? Да имате потреба, а да не сте дошле.
тогаш е веќе доста страшно, нели? Така да се иде на лекар, на психијатар е исто како да се иде на било кој друг лекар. Идете да проверите дали се во ред, дали ви е крвната слика во ред, нели? На хематологија, на биохемија, на лабораторија се иде често. Кај кардиолог ке идеме еднаш годишно, се вика треба да се иде, гинеколог 6 месеци, педијатар годишно би требало да се иде. Исто така треба да се свати заправо и посет на психијатар. Идеме една проверка и дај Боже да испадне се во ред, нели? И во принцип е заправо што повише тече времето, така не е редок случајот кога родителите инзистираат да дојдат да направат некој преглед, оти се посомневале нешто, јас тогаш убаво и благо ќе се насмеам со големо задоволство во себе дека има и луѓе кои така еве бараат чаре и тоа е стварно супер, гледаш здраво дете, им викаат на родителите без проблем, се е во ред, земете вие некои капки за смирување. И терете дома, детето е супер, терете дале, од време на време дојдете тука сме, ќе се видиме и ќе се консултираме. А зашто најчесто родителите ги носат децата на психијатар? Зашто најчесто се обраќаат? Па родителите, вака глобално кажано, најчесто ги носат децата се уште поради озбилна патологија, нели? За жал, не се почести оние кои ги носат за блага патологија или да нема воопшто патологија. Тогаш би било тоа супер, нели? Така да најчесто ги носат за некакви поозбилни, да кажеме, проблеми. Претежно во најголема бројка, ако земеме некакви статистики кои се неформални, нели? Доаѓаат најчесто поради некакви емоционални потешкоти кои се јавуваат во процесот на школата, нели, на учењето и на образованието. Неретко се потешкоти и со врсниците, нели, каде што детето покушава да се прилагоди, меѓутоа има потешкоти, булинзите кои се за жал многу присутни се уште по нашите училишта. Мислам дека педагошката фила има огромни проблеми со тоа. Дури чувствувам дека веројатно дали поради преголемата зафатеност, дали преголемата оптеретеност со оние формални работи околу, нели, дигитални дневници, оценки, оценување, проценување и така натаму, дали нема доволно време или што се случува, или нема доволно кадар или нешто се случува таму, да децата немаат доволна грижа околу тој феномен на булинзите во школото, и тоа е најчестиот проблем поради кој родителите доаѓаат со децата на психијатри, на психолози, поради емоционални потешкоти кои се раѓаат кај децата поради таа потешкотија да се прилагодат со своите врсници на училиште. Обично доаѓаат родителите на децата што биле булирани или пак родителите на децата насилници? За жал, родителите на децата кои вршат насилство, нема насилници, не постојат никај возрастните, никај децата. Вршители на насилство во одреден момент секој може да упадне таква ситуација каде не може да ја одмери добро ситуацијата, па да прекардаши, оно што се вика, да претера со своите навики и своето однесување. За жал, родителите на таквите деца многу ретко и се уште преретко, мада мислам дека они треба да бидат позагрижени за своето дете, отколку родителите кои ги носат своите деца, односно да кажеме жртвите деца, нели, кои веднаш реагираат и многу често реагираат, што е исто добро. Меѓутоа, вака, од страна на лекар гледано, од аспект на која е поголема патологија, сега без занемарување на битноста на проблемот, нели, сигурно детето кој е жртва има големи проблеми емоционални, меѓутоа мислам дека детето кој врши насилство има многу поголеми психолошки проблеми, нели, и затоа во принцип ваше прашање е изузетно добро поставено и можеби повик би било до родителите да се погрижат и да се појават порано родителите со детето кое заправо врши насилство, оти таму сигурно има поголеми психолошки потешкоти. Како реагираат децата, помалите деца кои што чувствуваат некакви психолошки потешкоти, а не можат да објаснат што им се случува, не знаат да кажат? Сега да. Децата кои се на одредена возраст, нели, зависно од возраста реагираат, па тука би го проширил прашањето, има и деца кои поради одредени ограничувања во своите способности во текот на развојот, нели, да кажеме за децата со посебен развој кои и немаат можност, нели, технички да се изразат и да ја кажат својата потешкотија, е секогаш голем проблем. И тој проблем ќе се пренесе, значи ќе се изјави пред родителите или пред некој друг, зависно од возраста на која си детето, нели? Сигурно дека дете од 3-4 години на поинаков начин, тоа го направи 6-7 години поинаков начин, 10-12 или 18 или веќе 19-20 млад возрастен, нели? Ќе го каже на поинаков начин. Секако дека ќе се изрази на начинот на своите активности кои му се најбитни во тој период.
Значи, ако се работи за дете од 2-4 години, дете кое тек стасува на нозе и се осамостојува, нели, воспоставува контрола над своето тело, над своите функции, над своите екскреции. Сигурно тука ќе има некое назадување, некои погрешки, значи можеби ќе се врати на пелени, ќе се врати на цуцлање на палецот, ќе се држи за фустанот на мама, нема да ја пушта, ќе плаче кога нема да ја присатна и така натаму. Нели? Додека дете од 5-6 години до 7 години ќе го манифестира на свој начин, и тоа е веќе дете кое на некој начин упаѓа во поголема категорија, или повозрасна категорија на деца кои се веќе самостојни и сакаат веќе светот да го совладаат, нели, да видат што има вон собата нивна, вон куќата нивна, кај пријателот од другата куќа, кај пријателот од класот и автоматски тука и ќе се манифестира. Дете кој до вчера без проблем ишол кај пријателот, пријателчето на роден ден, со него излагал на улица да се прошета, да игра топка, ќе се повлече, ќе се затвори дома, нема да сака тие игри да ги игра, оти му се, нели, потсетник на оно што му се случува таму. И слично, нели. Додека децата од 10-12 години понатаму, пубертет, хормони, веќе меѓуполовиот интерес се раѓа, кој не им е доволно јасен уште што се случува со нивното тело, што се случува со девојчињата, со момчињата, нели, тога ќе има стравови одредени, пак ќе се затвори или во својата група, нели, девојчињата со девојчињата, момчињата со момчињата, или можеби дури и момче од момчињата ќе се затвори, оти не е како сите други, они се поживи, поотворени, немаат проблеми со девојчињата, овој све е нешто страв или несигурно како да се постави, во тој домен ќе се манифестира. Така заправо родителот и на повозрастните категории веќе, нели, заклучувате како може да биде на 16, на 17, нели, веќе средно училиште, факултет, проблемите со кои се носат на таа возраст. Така да родителите на децата заправо треба да изградат механизам зависно од возраста да го приметат дека детето нешто не е во ред и не е препознаено. Има едно генерално правило кое мене ми звучи доста едноставно и можеби е најдобро да го пренесеме кај родителите. Секогаш едно однесување кај детето кое ќе ви изгледа на било кој начин невообичаено. Дзирнете подлабоко во тоа, нели? Пробајте да направите опуштена атмосфера, пријателска, посебно кај дете после пубертет, треба да сме пријатели, ќе добиете повише содржини. А ако се случува нешто што на мама посебно ти она 24 сати наблюдува, но и тато, нели, после некоја возраст на детето, а ако било што примети што му е малку невообичаено, за тоа малку као онај ајсберг, нели, на површината во тлото може да се кријат поголеми работи, поубаво е да се дзирне, нели. Ако е невообичаено, тоа би било знак, нели. Се што е невообичаено да ако е невообичаено, треба да се дзирне, више што е веројатно нешто се крие тука. Да речеме промена во навики на сон, апетит, сонот, секако, да, тие витални знаци, нели, околу апетитот, околу спиењето, околу емоционалниот трансфер. Многу често децата престануваат да јадат на одредена возраст, не се задоволни од физичкиот изглед. Да. Држат некои ригорозни диети. Да, тоа обично се нели као последици на тој емоционален дел на развојот во период на пубертет, посебно и позачесто на кај девојчињата, но и кај машките е присутно, не е дека не е. Они го манифестираат преку тоа. Сега стануваат свесни за своето тело, стануваат свесни колку нивното тело има влијание на нивната позиција во општеството, односно во групата на соврсниците, нели? Колку девојчињата се приметуваат од момчињата, колку момчињата се приметуваат од девојчињата, колку едни на други држат до, не знам сега, дури детали, мода, облека, висина, тежина и така натаму, се тоа влијае на нив као вентил преку кој они или припаѓаат, се вметнуваат и ќе се прилагодуваат во својата група или имат потешкоти и автоматски во тоа поле и се манифестира. Значи, строг надзор на тоа колку се јаде, како се јаде и така натаму кај девојчињата, што до одредена мера е окей, нели, во ред, меѓутоа ако премине некои граници, посебно некои поголеми губитоци на телесната тежина за краток временски период, тогаш веднаш треба да се побара психолошко, психијатриско, нели, мислење, односно евалуацијата и неретко за тоа се кријат во последно време се позачестени пореметувања во исхраната, како анорексија и булимија. Анорексија, булимија и секакви комбинации во тоа. И сега во пубертетот како се препозна дали е детето раздразливо заради хормоните или пак нешто му се случува?
тука дешко дека некој тоа ќе го реши. Тоа сегаш било присутно со милениуми, нели, кога детето доаѓа до пубертет. Ја сме неретко на родителите кои се загрижени околу тоа, викам, пубертетот не може да се премине. Ниту да се прескочи, ќе мора да се помине низ него. Така да проблеми ќе мора да има и да се во склоп, но битно е да бидат во склоп на она што е прифатливо за тој период на развој, што е прифатливо и кај се границите, тоа е толку многу индивидуално. Меѓутоа пак доаѓаме до правилата. Ако нешто ви делува невообичаено, побарете помош. И дај Боже 99% случаи нека испадне дека психијатрот ќе се насмее и каже џабе сте дошле, но во тој 1% случаи ако задоцнеме, ако промашиме, големи проблеми може да се родат. Така да најдобро да се иде на советување. Да се на време. Да. А генерално правило е ако е невообичаено, веднаш да се побара консултација, мислење. Може ли детето да се однесува лошо, бидејќи има некакви потешкоти? Лошото однесување? Секако дека да, лошото однесување и во принцип е најчесто последица на нешто што детето го смета. Не дека он е еднаш за секојаш застранет и лош и више никош нема да се поправи. Значи сигурно дека неговото однесување е резултат на она како он се чувствува. Дали се чувствува лошо поради влијанието на средината, дали се чувствува лошо поради преоптеретеноста со своето учење и својата работа во својот живот, дали се чувствува лошо поради одредени и физички и психолошки проблеми кои ги има во смисла и здравјето, ако му е на некој начин засегнато, тоа е работа која може да тлее зад лошото однесување на детето. Така да треба да се види. Има причина сигурно. Лошо дете не се раѓа, нели? Лошо дете се станува ако не се помогне на време. Автодеструкција и деструкција, тоа се последици заправо на некој начин манифестирање, прво одраз, искажување на фактот дека мене нешто не ми е добро, затоа го правам, нели, од аспект на детето. А ако тоа потрае подолго и не добие помош, може да се претвори више во карактерна особина, односно во особина на човекот, па да тој делува долгорочно како да е лошо дете се. Меѓутоа сигурно лоши деца не се раѓаат. Падот на училишниот успех треба ли да биде аларм за родителите дека нешто се случува? Секако да. Најбитната задача и најбитната работа на детето од некоја си сега више 6 годишна возраст, нели, до крајот на школувањето е учењето. Така да лошата концентрација, лошите резултати сигурно може да се резултати на одредените способности на детето, нели, колку он има капацитет за тоа. Меѓутоа неретко се последица на тоа да он не е во ред со себе, нели? Дали не е смирен, дали не е доволно поддржан, нели, во својот развој или било што друго, може да се одрази првенствено неговиот успех и неговото однесување на училиште. Јасно, посебен знак е нагла промена. Од детето кој има одредени капацитети, он стално ги има тие капацитети и ќе иде со такви некакви оценки, однесување, изостаноци, сето тоа што, нели, го карактеризира процесот на школување. Меѓутоа, било кој полош ученик кој станува уште полош ученик, по успехот, мислам, ако е среден па станува слаб или одличен па станува добар или слаб, нагла промена, тоа е сигурен знак дека детето има потешкоти. Дали при посетата на детски психијатар детето веднаш ќе добие лекови како терапија? Лекови сигурно нема да добија веднаш, заправо многу мал број на деца добиваат терапија. За фармаколошка терапија првенствено треба да има навистина некоја озбилна, да кажеме, засегнатост на здравјето. Меѓутоа препарат како што се витамински, некаква подкрепа, адјувантни некакви билни порекли и така натаму, сигурно ќе добие скоро секое дете која една поддршка во развојот, но тоа не е фармакологија, не е хемија, она што викаме озбилна хемија за психопатологија. Мала бројка на деца добиваат таква фармакологија, оти навистина без нив не се може, нели? Во тие случаеви. Поголемиот дел се состои од советување, од терапија од домен на динамските пристапи, нели, као индивидуална психотерапија, когнитивно-бихевиорална, семејна некаква психотерапија, која во суштина е едно советување, стручно состадено и усмерено советување, која ќе роди заправо промена во начинот како се функционира дома, дали индивидуално, дали целото семејство, и тоа ќе резултира на крај со промена на состојбата. Што значи поголемиот дел заправо добива психотерапија, нели, психотераписки разговор, односно советување. Терапија со разговор. Исто така постои убедување дека децата
не може да бидат депресивни. Има ли вистина во тоа? Се разликува ли депресијата ке младите и ке возрастните? Нема вистина во тоа, за жал. Децата може да се депресивни, тоа може да се некојаш и полошо депресивни, во наводници полошо кажано, отколку возрастните, само што го манифестираат на поинаков начин. Депресијата во она општа култура, нели се уште се сваќа преедноставно дека депресивен е човек кој не сака да живее, кој не сака да излага од дома, кој се запушта целосно, својот изглед, така натаму. Да, тоа е депресија, меѓутоа тоа е тешка форма на депресија, нели? Има степени на депресии полесни до умерени и нели 4 категории. Кај децата прво може да е лесна депресија, па да не е толку манифестна, а може да не е депресија, туку да е депресивно однесување поради некој, да кажеме, на пате за да стане депресија. Значи во развој на некаква депресија, као нели на некој начин истрошеност на бърнаут, феномен што се вика изморен од нешто, од соучениците, од учењето, од ситуацијата во животот, дома ако постојат несогласици, нели, па и категоријата разводи, на семено насилство, каде што детето е дел исто од тој систем, може исто да биде депресивен како, нели? И тоа од лесна до тешка депресија која мора и фармаколошки да се третира. Вистина е дека тоа дете или децата воопшто до некоја си возраст, на млад возраст, на поинаков начин тоа го манифестираат. Нема да бидат во смисла да кажат мене не ми се живе, ма да го кажува тој во други, нели, цели као манипулатор, но меѓутоа нема тоа на вистина така да го манифестираат као возрасен кој нели некош може да биде спремен и со својот живот да заврши, нели. Но ќе го манифестира со падот на успеот на училиште, ќе го манифестира со повлекување од групата на соврсниците, ќе го манифестира со пореметување на сонот, на исхраната, на изгледот свој, нели, на дворешнината, уредноста, хигиената и така натаму. И тоа веќе сигурен знак дека е депресија и дека треба да се третира. Зависно кој степен, така и ќе се третира. Така да, вистината е дека воопшто не е вистина дека децата не се депресивни. Они може да се депресивни како. Дали психолошките проблеми кај децата обично може да поминат сами од себе? Или пак е сепак неопходно да се направи разговор со стручно лице? Велите не е убаво да се чека? Така е, да. Управо ова е најголемата вистина што го кажете на крај, но да образложам. Значи, као и секоја болест, као и секоја состојба на човековото тело има доволно изградени механизми биолошки да се носи со тоа и сам да го реши, нели? Дури да е тоа, не знам, чир на желудникот, не знам, било што, некаква инфекција, сигурно дека телото ќе се бори и најверојатно во најголем број на случаи ќе се избори, но некогаш и не. Така исто и со психолошките проблеми, психијатриските. Да, телото на човекот има капацитети сам да се соочи, да се справи со нешто. Меѓутоа, прашање е колку време ќе изгуби, а постои ризикот да можеби нема да може да го реши сам, зависи колку е тешка ситуацијата. Така да во принцип воопшто не е паметно да не се бара помош, нели? Дури и да е таков проблемот каде што човековото тело, детовото тело има доволно капацитети сам да се справи и да го реши, сигурно ќе трае неколку кратно подолго отколку ако се иде да се бара помош и да се бара терапија. Автоматски детето не изгубило неколку месеци или години во својот живот неквалитетно, туку наместо години изгубил неколку месеци или можеби неколку недели да се врати во да кажеме стандардна состојба и да си го продолжи својот живот квалитетно, што и за родителите богатство. Не. А дали секоја тага и анксиозност значи и болест? Не мора да значи. Тагата е составен дел од животот, нели? Дури има и здрав дел, каде што секој од нас во животот, така и секој дете, во одредена ситуација може да се соочи со некоја реалност која на нормален начин носи тага во себе, нели? Губиток на нешто значајно во животот, не дај Боже и трагични ситуации, нели, кои се неизбежни во животот, нели, од семејството, вон семејството, па дури во спортот повреда на нога е трагедија за некој кој сакал да биде спортист, нели, тоа е нормален дел од животот и секој дека и тоа дете како и секој друг возрасен низ процесот на тагата мора да помине. Исто како низ пубертет, нели? Мора се стагува. Така. И тој дел, тоа тагување сигурно ќе помогне многу во здравјето на тоа тело и ќе го направи појак, посилен, поспремен за следен настан, нели? И тагата и случувањата во животот се континуирани, не е само едно или знаеме гарантирано дека нема да се случи никогаш повторно. Овој дел можеме да се навратиме можеби со трагичната ситуација, нели, која уште не е сигурно отидена од нашето сеќавање во Кочане, нели? Такви работи никој не може да предвиди.
Тоа може да се случи. И тие деца и тие луѓе мора да се спремни или мора да се спремат покасно, ако не се доволно спремни, да поминат низ процесот на тагата. Значи, тагата не значи автоматски болест. Но, неретко тагата е дел на процесот на болување, заболување и болест. Тоа треба да се разликува зависно од ситуација. Да се направи разлика за што точно затоа и евалуацијата, советување со психолози, психијатри да се разјасни дали е тоа нормално тагување или е тоа тагување кое води патологија. Пред да преминеме како изгледа прегледот кај детскиот психијатар, ќе ги поканиме гледачите од тој момент да се вклучат со нивни прашања во програма професор доктор Насер Дурмиши, психијатар за деца и млади од Универзитетската клиника за детски Универзитетската клиника за психијатрија од оделот за детска психијатрија е гостин во студиото на Телма. Ние продолжуваме понатаму што вклучува психијатрискиот преглед кај дете. Дали е неопходно и родителите да бидат присутни додека се разговара? Како изгледа целиот процес? Да, секако детето е индивидуа во развој и секако дека голем дел од тоа што му се случува во животот, он се уште не може да ги владее со своите сознани способности, или така да родителите кои се секогаш присутни во неговиот живот и го следат неговиот развој, дека мора да бидат дел од прегледот. Но тоа не значи дека прегледот секогаш е сите заедно. Детето секогаш има свое време да остане сам со психологот, психијатрот, зависно од возраста пак, нели? Опишете ни како изгледа. Најнапред заедно влегуваат? Најнапред сите заедно, за да се запознае ситуацијата, да детето го каже своето, родителите го кажат своето, значи да добиеме оно што стручно се вика авто и хетероанамнеза, нели? Податоци од директно од човекот и податоци од страна. Дали се тоа родителите, дали се тоа соврсници, браќа, сестри, роднини, што годи да е, нели? За да ситуацијата севкупно се согледа, нели? Не само неговото телесно здравје, односно психолошко-психијатриски телесно здравје, туку и влијанието на средината, например, како е со него на училиште. Родителите биле на веројатно родителски состаноци ќе ни кажат што било како било, нели, таму, како е детето на улица, нели? Со своите соврсници кои е во неформално време. Како е детето кај роднините, нели? Така да некои работи зависат дали се појавуваат само во одредена средина или во секоја средина, во која средина, па води низ одредена дијагноза, односно одредена состојба. Така да прегледот заправо изгледа едно дружење со целата група на која го сочинува потесното семејство. Ако има потреба, психијатрот, психологот може да побара и поширокото семејство да дојде некогаш, нели? Ако има влијателни фигури кои може да се дел од, да кажеме, и проблемот и решението на проблемот, меѓутоа најмалку родители и деца да. Потоа сигурно дека детето добива и свое време, како што добиваат и родителите и свое време. Тоа во принцип е еден разговор во кој се проценува целата ситуација и некогаш во поретки случаи кои имаме веќе увид дека имаме потешка некаква проблематика, можеби прегледот ќе се прошири со дополнителен преглед од соработник во смисла на дефектолог, логопед, психолог, можеби социјален работник и така натаму. Ќе им дадеме предност на прашањата од гледачите, да го слушнеме првото прашање од гледач во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Добар ден. Добар ден, поздрав до доктор Зидоваc. Благодарам. Имам едно внуче, 15 години. Така? Од прво до сега е одличен. Ама малку инат има и тоа само. На школа е добар, тука само инат. Што да се прави? Што да се преземе? Значи во домашни услови се соочувате со малку инат има. Со инетливо однесување. Повеќе го караме за учење. Он како е? Значи, а како е на училиште? Одличен. Од прво до прва година средна. А неговото однесување на училиште? Како? А однесувањето на училиште? Таму е добар. Тука ще отераме да учи, да чита. Јас и знам и готово. Така. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Се случува понекогаш надвор со пријателите на училиште, детето да е мирно, тивко, се да е во ред, но во домашни услови се да е поразлично. Кажавме, зависи дали е и таму истиот или таму е поинаков, тука е поинаков, се тоа води крон одредена ситуација. Затоа и поставив под прашање со цел да на господите и одговориме поконкретно, да не биде, не да знаеме целосната ситуација, треба да дојдете кај нас. Така да ова дете, ако сватив 15 години, кажа 15, така, 15 годишно дете кое веќе веројатно е прво оделение средно или можеби девето. Прво средно, да, би требало, тука некаде е. Според описот на господите, он е одличен ученик, нели, односно добар ученик,
како се успеат. Солиден, добар успех има на училиште и однесувањето е супер на училиште, но дома веќе станува малку пркосен, нели? Одбива да му се вметнат, нели, во неговиот стил на учење и на живот, вика знае он што прави и како прави, така да тоа заправо според кажаното, секој дека може да се гледа малку подлабоко во некоја друга ситуација да се дојде на клиника, меѓутоа по ова толку кажаното се добива впечаток дека се работи за личност која веќе настапува, нели, во адолесценство, која сака да си е самостојно, која сака да си ги постави своите граници, да се бори за свој простор. Јас тука, јас знам што правам со мојот живот, не да ми се мешате. Секој дека во тој процес може да сгреши, па од страна на госпоѓата е многу сватлива незиниот страв и опрез дека ова до вчера беше мало детенце, сега одеднаш све си знае, па не ми дозволува уште да го помагам да го проверувам, нели, па уште не е сигурна дали он стварно знае се за себе или не. Се работи заправо за борба околу тоа до кај се неговите асертивни нели граници, дека тука е мој простор, јас знам што правам со својот живот и тенденцијата на родителите односно семејството да уште има увид на тоа како иде и дали иде добро или не иде добро. Тоа и наетење во ваква ситуација кажано може само да е еден здрав механизам заправо. Пожелен здрав. Веднаш се гледа, ова и наетење патологија, не мора да биде патологија, некојаш може да биде баш најздравиот дел на тоа што детето покажува. По ова кажаното, ако нема нешто уште дополнително, што веројатно би требало да го видиме, нели, на клиника подетално, од тие анамнезата не се состои од две реченици, тоа е пола сат разговор, меѓутоа еве теоретски кажано, а може да е вистина и во случајот според кажаното, дека заправо детето по здрави механизми се бори да ги постави своите граници на својата личност и да каже дека ова е мој дел, јас знам што правам. Сега тука, ако он на училиште го задржал успехот, однесувањето е добро, ја мислам дека родителите немаат голема причина да се загрижат, него опрез да, меѓутоа да му дозволат на детето сепак да се развие, да порасне, да ги постави своите граници на својата личност или на своето однесување. Сега ако пропуштив нешто или не сум сватил доволно, оти викам со две реченици, само две да реченици, свати, така. Можеби има потреба да се конзултираме на клиника. Уште едно прашање ќе слушнеме во продолжение на денешната емисија од гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Имам внук од 10 години. Така? Ние како дедо и баба го имаме усветено. Некогаш му се оди на школа, некогаш не, кога и за учење, некогаш сака, некогаш не сака, повеќе на спиење го тера. Не е многу со деца за играње и така. Како може доктор да ми објасни да дојдеме до него, па да видиме како ќе биде ситуација. Ви благодарам за вклучувањето во програма, докторе, што го можеле да советувате. Одлично, на 10 годишна возраст, така? Така. Детето 14-15 поинаку отколку 10. Ако добро сватив, сега тоа дете као има отпор да иде на училиште редовно, и да учи и да оди на училиште. Да оди на училиште, повише спие, повише му се спие, као да наместо да иде на училиште спие. И толку беше или толку од информациите? Да. Од тие информации од прилике можеме да предвидиме дека тоа дете, 10 годишно дете, дете кој е влага у пубертет, нели? Без обзир не знам дали кажам машко женско, но не е ни страшно битно, момче, и да е девојче слично би било, нели? Значи тоа е период кога телото почнува да се менува, хормоните почнуваат да функционираат. За жал сега пубертетот стварно настапува многу рано, на 10 на 11 години веќе е феномен. Возраст на која детето тешко дека може да биде емоционално, па и телесно спремно да сите тие нови доживувања, таа нова физиологија која со себе носи цела низа на импулси од внатрешни, нели, кои треба да се сватат и да се процесуират и да се стават во секојдневното вообичаено функционирање на единката на личноста, така да тоа е огромен труд, нели. Да објаснам колку е тоа огромен труд и колку е тоа тешка работа, ќе ја користам една народна изрека која вика дека во човековиот живот постојат два страшни периоди, страшно тешки периоди на развојот и на животот. Прво е раѓањето, кое е многу сватливо зошто не сите тие ризици, нели, на раѓање, на доаѓање на овој свет, на повреди и така натаму го подразбират и го објаснуваат зошто е тоа толку опасен период. А вториот период е пубертетот заправо, нели. Затоа што пак телото поминува низ такви големи промени да на единката му е многу тешко да се соживее со сето тоа и додека стави некој вред му треба време.
10 до 13 години, викаме тие се тие 2-3 години кои се огромна турбуленција во животот на единката. Меѓутоа, тој отпор на идење на училиште, нели, и бегање кон спиење, наводи на тоа дека на тоа дете не успеавме да чуеме како е дома, како е на училиште, како е со пријателите, но тоа останува можеби ако дојдат еднаш на клиника да го видиме. Меѓутоа, тој отпор да се иде на училиште со бегање у некакво спиење на таа возраст, која заправо е полна со енергија и треба заправо да бега од дома и да се игра, да излага со децата, да се повлекува дома, се затвара дома и нече на училиште, наводи на тоа дека најверојатно има емоционални потешкоти кои се од причина што на школа нешто се случува, на училиште нешто се случува, у класот можеби нешто се случува, каде што тоа дете можеби не успева доволно да се уклопи со своите соврсници или можеби таму има некои соврсници кои се малку потешки, нели, па тоа дете евентуално е таргет, нели, цел на тоа нивно можеби не е добро однесување, па можеби постои некој феномен на булинг и такво нешто што децата во принцип на таа возраст ги тера да се затвараат дома и да бегаат дома. Така да возможни се повише сценарија, би требало се направи разговор. Ова е возможниот, нели, меѓутоа за да се види подетално би требало да се види така. Треба да земат упат на универзитетската клиника за психијатрија. Лекар и да дојдат на клиника за психијатрија за преглед кај детски психијатар. Ајде да слушнеме уште едно прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Би сакала да ве поздравам и едно прашање до докторот. Станува збор за 15 годишно машко дете. Така. Синот. Многу грицка ногти. Одличен е ученик на училиште, дури секогаш е вклучен во наставни активности. Сме пробале како родители со разговор, со добро, да ги дознаеме причините зашто грицка ногти. Дури кога беше помал, малце и, ете да речем, му се заканувавме, ќе му ги лакираме ногтите, ќе му се заглават ногтите во стомачето, сега е веќе голем во тие приказни, не верува. Еве, ако може од докторот... Така, еден совет, една што понатаму, како да се реши ваквиот проблем. Кои биле причините, не можеме да ги дознаеме и еве како родители каква домашна поддршка ние Дали порано, како би манифестирал на основно, да кажеме, пред 5-6 оделение? Има докторот само едно прашање. Пред 5-6 оделение, дали манифестирал некакви невообичаени однесувања? Значи, пред 5-6 оделение, дали манифестирал некои невообичаени однесувања? Никогаш, значи, не се однесувал невообичаено. Бил одличен, сакал да оди на училиште, се дружи со децата на надвор, игра фудбал, тренираше до пред известно време фудбал. Така, но и понатаму ноктите ги грицка и тоа не прекинува. Успехот и однесувањето на училиште? Успехот на училиште и однесувањето со врсниците? Он се дружи, има другари, излегува, се дружи со другарите, меѓутоа ние него ни гледаме кога он ги гриза ноктите. Успехот? Успехот на училиште? Успехот на училиште? Одличен, со сите петки, скроз одличен. Ни една четврка, значи перфекционист. Така, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете. Одлично, супер. Одлична поинаква ситуација како пример за дискусија уживо, што би се кажало. Ова е ситуација на повторно машко дете кое станува возрастен или адолесцент, веќе на 15 години како првиот случај, меѓутоа друга манифестологија, кој ги гризе ноктите, така, тоа беше главното и цело време пред родителите, односно повише зад родителите, кој е супер одлично на школа, нели? И кој се дружи понатаму, најнормално со своите врсници, нема тука некаква промена, нагла промена, а немал ни некакво посебно невообичаено однесување и рано во развојот, да евентуално исклучиме дека е нешто развојно, нели? Така да ако не е развојно и обично се работи за индивидуа која веќе влага у возрастно доба и ги има одлични оценките, односно стандардно, како што сегаш ги имало, посебно ако е одличен, кој има вакви, да кажеме, интрузивни, обсесивни на некој начин, импулсивни однесувања, кои збора дека он во себе чувствува голема напнатост, нели, анксиозност голема. И вие сами коментиравте дека се работи очито за
перфекционистичка структура, нели, на личност. Тоа се обично деца кои веќе доаѓаат на возрастна доба, кои сакаат во нивниот живот све да е супер, да е успешно и обично идат кон структури на личност кои се така совршени, нели, каде што не смее да има никаква мана, никаков пропуст, не смее да има четворка, не смее да биде нешто неубаво, нели, и за тоа ќе дадат и душа ако треба, нели, само за да биде све супер перфектно, но таа тенденција цело време на перфекционизам, да све биде све најодлично, најсупер, заправо раѓа една внатрешна голема напнатост, нели, која мора некаде да се вентилира. И ако не може на поинаков начин, мада чув дека може би и спорт и сето тоа има, очито не му е доволно, па он во себе сепак има голема количина напнатост и преку тоа гризење заправо он се вентилира, се опушта, нели. Така во суштина тоа било супер, еве со тоа го решава проблемот, да не е толку опасен, нели, па и неубав начин на вентилирање, нели. Прво, ноктите му се веројатно страшно повредени. Второ, може да отвори, нели, можности за инфекции, за рани и така натаму. Така да во целина е механизам кој не е прифатлив, нели, не е адекватен, треба да се замени со нешто друго. По-конструктивно. Тоа се обично спортови и некакви активности. За таа замена лесно е да се свати, но тешко е да се направи. Сепак треба можеби некоја психотерапија, советување, индивидуално некое советување, каде што на тоа момче ќе му се укаже дека постојат поинакви образци на справување со неговата зголемена анксиозност, за да и прстите останат се во ред, нели, и успеот и сето тоа функционира и така како што било и досега понатамо. Сега дека тука доаѓа предвид можеби фармакологија, меѓутоа прво да се почне со една евалуација на состојбата, психолошко советување, па ако треба и фармакологија. Така да советувам да се видат со детски психијатар и психолог на клиника. Сосема накратко, дали децата кои ќе дојдат кај детскиот психијатар секогаш соработуваат? Може ли едноставно да не сакаат со одредена личност да разговараат? Да, едноставно да кажем нечем да зборам или едноставно само да се повика на амандмана за молчење. Се ви се случува ли тоа? Да, секако дека да. Сепак се работи за деца. Дури многу често, да, на таков начин они заправо се борат за своите права или можеби имат и стравувања и одредени срамежливи моменти. Сето тоа постои, нели, во ординацијата и секако дека треба да се изградат механизми да се доскочи на тоа. Сега дека не постои една униформиран совет како тоа да се прескочи, нели? Меѓутоа, сега дека на почеток мора да се добие довербата на детето, да се воспостави комуникација, оти тоа што ќе ни кажат родителите хетероподатоците сигурно се многу битни работи и најголем дел од вистината, меѓутоа не е целата вистина. Мораме детето да го чуеме или барем да го видиме што и како прави, нели, за да можеме да процениме како он се чувствува. Така да има цела низа на механизми. Така да немате да ве зачуди кога ќе идете на детски психијатар дека ќе добиете и вие како мајка или татко едно бомбонче, па детето ќе добие бомбонче, нели, па да го подкупиме малку па да се опушти и така натаму да почне приказната. Во принцип скоро секогаш го добиваме на крај детето, нели, ќе се отвори, можеби не од првиот посет, нели, можеби ќе треба вториот посет, меѓу принцип и во првиот успева, така да има начини како да се добие таа. Но отпор постои секогаш, постои и кај возрастните. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци, што ги одговоривте бројните наши прашања, но и прашањата на гледачите. Фала многу, баш беше убава ситуација да одговориме барем на неколку ситуации и да споделиме неколку битни информации во врска со менталното здраве. Фала ви уште еднаш за се гледаме повторно, а со гледачите се гледаме секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути. Ви посакувам пријатен ден.